Соговорник години наназад е пасиониран влюбеник во автомобилизмот, но својата пасија е стигнува на малку повисоко ниво, водејќи лична статистика за истото, и така низ годиниве од обичен гледач се етаблираше во спортските кругови како добар познавач на состојбите со македонскиот автомобилизам, но и пошироко во балканскиот регион. Владимир Карчицки го имаме во Македонија наутро. Добро утро, Владимир, и добре ни дојдовте во утринската. Добро утро, благодарам за поканата. Она што е интересно за вас е што низ бројки години наназад ја раскажувате приказната за историјата на нашите трки. Велите, со автомобилизмот ми се случи љубов на прв поглед, но кога и како почна се? Па се започна 1992 година. Добре. Јас и претходно следев нормално на телевизија, спорт и бев активен, така да кажам, после секој час или фудбал, или кошарка, или нешто. И брат ми ме повика да одиме на редска трка на Водно, најблиско нели до Скопје. И случајно се погоди да биде тоа првата трка од осамостојувањето на Македонија, која се возеше за шампионат на Македонија. И тогаш се случи таа љубов на прв поглед и од тогаш започна таа моја пасија. Пасиониран влюбеник во автомобилизмот, кој што не седнува во автомобил, нема ниту возачка дозвола, главното превозно средство е велосипедот. И како? Седнувам во автомобил, меѓутоа на како совозач. Да, добро, и имам милиони километри како совозач. Да. Меѓутоа се случи така да првите 10 години одев постојано на надпревари. Во 2003 година основавме порталот Пунгас на екс-југословенско ниво. Сакавме да се поврземе, бидејќи до тогаш некако сите држави што се отцепија од Југославија си правеа свој шампионат. И тогаш всушност и почнав подиректно да се вклучувам во македонскиот автоспорт и да ме повикаат во автоклубовите да помогнам со на моje знаење во делот на промоција, затоа што и многу фотографирав. И понатаму и полагав за лиценца, станав спортски функционер и веќе се насочив во тој дел. И оно што го знаеме дека водите посебен тефтер за секој шампионат. Податок кој што е интересен е дека годинава, да речеме, се навршија 3 децении од првата трка кај нас. За секоја досега сезона имате електронска форма, односно еден файл, ајде да речеме, на податоци. Колку се тие податоци, Владимир? Колкава е таа бројка на Не знам. резултати? Зависи од која страна, бидејќи сум по вокација математичар, може статистика да вадите за посебно секој надпреварувач, а тоа се преку 300 надпреварувачи. Добра. Можеме да вадиме за секоја патека во Македонија кај што се возела. Официјални трки се скоро 200, односно 196, 124 се во редскиот шампионат и 72 во кружниот. И можам да кажам дека е таа непрегледна архива првично беше водена, како што напоменавте, во еден тефтер. После тоа сето тоа го префрли во електронска форма и многу полесно можам да најдам податоци, дали за надпреварувач, за шампионски титули, за победи на трки и сега кога ни го отворите одреден файл нам да го видиме, ќе разбереме ние ништо или тоа се само податоци кои што вие успевате да ги разберете. После 3 децении многу ми е полесно да побарам некој резултат. Еве пред неколку денови ми бара за мотокрос резултати. Добра. За двајца надпреварувачи да споредат. Трет надпреварувач актуелен бараше од пред 15 на години и тоа времиња на одредена патека по кругови. Значи не може секој лесно да се снајде. А за мене е многу полесно бидејќи на голем дел од тие трки сум присуствувал. Така да во брзо време им давам точен одговор. Сега, оно што го знам, јас коригирајте ме ако грешам, дека со текот на годините станувате и привилегиран во целата оваа приказна, па резултатите некако прво стигнуваат до вас? Па тоа случајно се во 2008 година, кога започна шампионатот на Македонија во мотоциклизам, бидејќи до 2007 година Автомотосојузот ги организираше. Понатаму се формира Мотоциклистичка федерација и Автомобилистичка федерација. Во Мотоциклистичката федерација немаше кој да мери време. Тогашниот генерален секретар, а потоа председател Зоран Наумовски Кизо, донесе опрема за мерење време и ние тројца заедно со Велибор Каевски, со Дејан Блажевски се поделивме како може да се измери тој надпревар и видовме дека сме успешни. И од тогаш започна нашата приказна со мерење на време на спортски надпревари,
Че не се задржавме само на автомотоспорт, тука и велосипедизмот, и кајаци, во зимскиот период е скијањето, така да сега можам да кажам дека имам привилегијата дека прв и во моментот ги дознавам резултатите. Затоа што во почетните 10 години, кога реков дека само од страна наблюдував, тогаш многу беше потешко да се дојде до резултат. Чекав некои списанија, магазини да ги објават резултатите, а потоа веќе имав директен контакт со екипите за мерење време, а на крај станав и дел од таква екипа. И не застанувате само на македонските шампионати, предизвик ви е и регионот, па дури и трките кои што се одржувале во поранешна Југославија. Сега, што мене ме интересира, од каде се ги наоѓате тие податоци? Не е едноставно да се дојде до информација за некој шампионат кој што се одржувал пред 10 на 20, 30 години? Па веќе кога го напоменав Пунгас, порталот кој беше на ниво на бивша Југославија, во тој период многу патував. Добре. Значи, освен во бивша Југославија и во Австрија бев на трки и во овој регион што е наш, нели, Албанија, Грција, Бугарија, Романија, истекнав многу пријателства и контакти со луѓе кои имаат сличен интерес или на кои им се достапни тие резултати. Така да преку еден пријател може да најдам некој од екипа за мерење на време од било каде во околината и да ги добивам тие резултати дури и од минатото. И кога станува збор за автомобилизмот, само оние веројатно кои што ги следат трките, па и мотокрос трките, знаат кои се учесниците, кои се најдобри, кои се оние имиња, да речеме, кога се споменува автомототрките, кои што треба први да ни паднат на памет, зборувам за македонските шампионати. Кои се најуспешни низ годинива? Добро, ако збориме за македонскиот шампионат, има тројца кои имаат по 10 титули, вкупно збориме за ридски и за кружен шампионата, тоа се Блажа Јанакиевски, кој има и 3 златни кациги, и една дијамантска, потоа Крстет Рајковски, Илија Малинковски. Меѓутоа, актуелни, најуспешни, секако на кружни патеки, тоа е Виктор Давидовски, кој стана првиот македонец што победи годинава во Европскиот шампионат ИСИАР и прв учесник на светски шампионат од Македонија. Овој викенд ја вози втората трка. Така да, а од друга страна, ако збориме за редскиот шампионат, тогаш секако тука се истакнува Игор Стефановски Иџе, кој е двократен европски шампион. Како котираме на меѓународно ниво? Еве Иџе го споменавте, веќе позната личност е генерално во светот на спортот и го препознаваме. Останатите, зборам оние кои што ги следат трките, ги знаат многу подобро. Како котираме на меѓународно ниво? Ова се спортови кои што се навистина скапи и во кои треба вложување, не само од возачите, туку и генерално и поддршка од државата. Па ако веќе одиме на меѓународни надпревари. Секако дека се меѓу најскапите, да не кажам најскапи спортови, авто и мотоспортот. Котираме добро затоа што едноставно нивните лични напори првично сами финансирале дел од својата кариера, односно учеството на тие трки и сега голем дел од тие средства се повторно нивни, односно нивните компании. Меѓутоа, дел по дел, кажавте Иџе, например, Иџе има многу подобра пиар кампања од Виктор. Меѓутоа, Виктор така одлучил, ако сакаме искрено да кажеме. Меѓутоа е добро што сме дел од тие меѓународни трки и сме стигнале прв пат и до светско ниво. Ако вие сте единствен во Македонија кој има ваква статистика, постои ли во регионот уште некој пасиониран статистичар со кој што сте во комуникација и успевате некако да размените податоци и комуницирате? Па не верувам дека толку детално има луѓе кои што го работат тоа. Да, имаат резултати на крај на сезона, кој колку бодови освоил, кој бил шампион, такви работи. Еден пријател од Србија тоа го прави, меѓутоа не го прави со времења, со толкави споредби на надпреварувачи, со до толку детали да може, да кажем, у 11 на вечер кога ќе се јават двајца надпреварувачи што разговарале за пред 25 години кој бил подобар на трка и колку стотинки била разликата, да може да им одговори. Вие бара никогаш некој статистиката ви се јавува? Владимир ми треба податок за ова, ми треба. Се случува. Кои спортските магазини или? Не, спортските новинари? Надпреварувачи, бивши надпреварувачи, најмногу или актуелни надпреварувачи, сака да се споредат како било на времето, како е сега, кој е подобар. Докаде се тие? Да, секако, тие што се актуелни, докаде се тие што се
веќе во публика порано се надпреварувале да покажат дека постигнувале резултати во свое време. Сте размислувале во тој контекст некогаш за јавна збирка, нешто што ќе биде достапно на пошироката јавност, што ќе можеме ние да го Да, првично во 2005 година, на 100 годишнината од автомобилизмот во Македонија, добив специјално признание од Автомотосојузот за промоција на автомотоспортот. И тогаш првично ми дојде идеја за правење на монографија за македонски автомотоспорт. Меѓутоа, веќе напоменав дека Автомотосојузот потоа изгуби правата за организација на шампионати на Македонија, откако се формира федерациите. И таа идеја некако ја оставив на страна, веќе и печатените моменти не се актуелни. Делот се префрли на електронски во дигиталниот свет, значи на електронски медиуми. И втората идеја ми е да се направи некоја документарна серија во која би учествувале поранешни надпреварувачи, затоа што 30 години не се малку. Се погоди случајно сега да се изминати 3 децении од почетокот на првата трка во автомобилизам. И мислам дека тоа би било интересно, затоа што младите генерации само слушале за кои се тие надпреварувачи од тоа време, меѓутоа не знаат. По друго беше тогаш времето, може да се каже, поинако беше поставено. А третата работа, што мислам дека е најлесна за реализација, веб страница на која би се поставиле тие резултати со да може да надпреварувачи да се изберат, да се видат која патека, како и што. Ги споминавте младите генерации, колку тие сакаат да вложуваат во себе, колку ги има во приказнава или се разречуваат од генерација в генерација надпреварувачи? Последниве неколку години константно ниво, можам да кажам дека држи по 20 до 30 надпреварувачи има во македонскиот шампионат и во, да кажем, во мотокрос и во автомобилизам. Помалку е од порано, бидејќи порано спонзорите беа многу повеќе, имаше повеќе компании од автоиндустријата кои беа директно во автоспорт. Зошто сега ги нема толку? Тоа ќе треба нив да ги прашате. Затоа што генерално има и своевидна реклама, учеството во целата таа приказна. Тогаш беше надпревар меѓу компаниите кој да биде шампион. И секој неколку компании што продаваат автомобили си има своји тимови. Еве се може да се напомене Рено Твинго купот што се организира во Македонија, тоа е нешто ново. Последните години едноставно една компанија не вложи во тим, туку направи куп, кај што имаме идентични возила и тука е најмногу надпреварувачот тој што покажува резултат. Што вам ви е лично најголемо уживање да гледате од автомототрките? Се може да се каже, затоа што сакам да бидам присутен на лице место. Знаете, веќе не ми е предизвик, порано напоменав да гледам Формула 1, веќе многу ретко гледам Формула 1, затоа што многу е поинтересно да се биде покрај патека, да се биде во боксот, звукот да се слуша. Нормално секако звукот, некому е тоа бучава, некому не. Некому е адреналин. Се смееме, правиме компарации кои ќе отидеме на велосипеди или на кајак покрај вода мирно, за разлика од бучавата и мирисот на бензинот, меѓутоа сето тоа ме привлекува. Добро, еве по статистикиве. Има негдека, фигурира негде некоја жена во статистикиве? Постои жена возач? Не сум слушнала јас. Баш пред некој ден едно девојче од Битола првпат започна да вози мотокрос. Ева Дамјановска. Добра. Во Смолево, во Битола. Меѓутоа, тоа ме испровоцира низ архивата да побарам и до сега постоеле уште 3 девојки кои возеле во македонскиот шампионат во мотокрос. Дори Фети Елез има постигнато 2 шампионски титули. Така да, другата е Марија Ќорнакова, керка на Мирче Ќорнаков, шесткратен шампион, починат. И исто така Лендита Акифовска, уште една битолчанка која беше. Меѓутоа, во македонскиот шампионат во автомобилизам треба да ги спомнеме Маја Милошевска, која повеќе се натпреваруваше во авто и во мотоспорт. Таа вози автослалом и е доста успешна. Тука е секако Марклена Димитровска, која порано возеше заедно со својот сопруг на кружни патеки и таа автослалом вози. Паралелно, нема по категории подолба или мажите и жените заедно возат? Сега
последниве неколку години сум вклучен во организација на женско рели. Добра. По повод 8 март, така да само жени таму возат, женски екипажи. Никако символично ме погледнавте. Да. Така да те поканувам следната година. Околу 8 март ќе специјална покана ќе имаш да дојдеш. За други некои спортови не, ама за ова ќе се пробам секако. Бидејќи некако цело време се надпреваруваме ние мажите и жените. Кој уме е подобро ова, а темата кој е подобар возач е вечна борба. Така да штоперицата секогаш ќе кажем, екипата за мирење време е спремна. Да ми има во некоја ваша статистика. Да. Што ви е предизвик во периодот кој што следува? Поставили некоја замислена цел која што сакате да достигнете? Еве ги споминавме идеите како веб-сайт, како некаква збирка која што треба да излезе, но Па тоа ми е едно од главните работи, друго ми е предизвик да најдам резултати кои биле во изминатиот период. Дел од тоа комплетирав од 78 се вози шампионатот на тогашна Југославија на водно, на ридски патеки. Тој период 78-91 имам уште неколку трки што ми фалат. Исто така од македонскиот шампионат во мотокрос уште неколку сезони први ми фалат и тие резултати се ги барам преку пријатели, преку познаници, бидејќи таа архива е многу потешко да се најде. И така да секогаш си наоѓам нешто интересно да може да копам во минатото на автомотоспортот. Првите снежни врнежи ги имаме на повисоките места. Чекаме уште малку снег за да правиме статистика и за скијањето, веројатно. Да, многу е интересно и многу сме горди на тоа затоа што ние први започнавме иницијатива за организирање на масовни надпревари за деца. Добро. Започнавме во 2012 година меморијал Стеве Илиевски Караѓуле во Тетово, на Попова шапка секако. И првично, предходно 2009 на пример имавме по 15 на деца кои се надпреваруваат до 16 години, а веќе последниве години од 100 до 150 деца има редовно на секоја трка, веќе е формирана лига на надежи и многу ми е убаво кога мерам време на скијање со децата и сите доаѓаат, прашуваат кој е прв, кој е втор, а таму се веќе 10 категории, имаме деца од 5 години кои се на ски и така да и тоа исто така многу ме исполнува што имаме надежи понатаму дека ќе имаме многу подобри резултати во скијањето. А во однос на статистиките за скијањето, кој предначи некако кој има најдобри резултати низ годиниве, има таков некаков податок? Па, најдобри резултати на кои сме му мериле во машка конкуренција, например Антонио Ристевски, повеќекратен учесник на Олимпијади. Ние му меревме во Маврово државно првенство, сега веќе е селектор, така да од таа страна е тој, а во нордиското скијање сега моментално најдобри резултати постигнува Ставрија Јада. Што значи дека ќе имате повторно период богат со активности? Не мирувате, иако мотокрос трките и автотрките во зимскиот период ги нема, имате предизвик плюс? Да, секако тоа е и интересно да се оди. Понекогаш е интересно, некогаш не, ако е сончево времето на... Е убаво, да. Е убаво, а ако е ветер и ладно е малку потешко, меѓутоа се снаоѓаме тогаш. Кога е ветер, броите, правите статистика за колку време ќе се замината. Тогаш гледаме, знаете, многу одговорна работа е мерењето време, ако не постои мерење време на вакви трки нема да може, затоа мора секогаш да бидеме 100% концентрирани и да бидеме во форма да може да се заврши успешно трката. Секоја чест за амбицијата, секоја чест за вложувањето во она што го правите. Јас искрено се надевам дека ќе се видиме ние набрзо повторно во Македонија наутро, за да го промовираме и за почеток вебсајтот, може? Може и вебсајтот и женското рели. Да, женското рели апсолутно ни останува како тема закажана и договорена. Владимир, благодарам многу за гостувањето во утринската програма. Сигурно сум дека со разговоров го задржавме вниманието на нашите гледачи и од друга страна им покажавме дека желбата и пасијата да се направи нешто е нешто што меѓу другото одржува и во живот, и возбудува, и мотивира. Секако. Се надевам дека ќе се најдат и други луѓе, ако не во овие спортови, бидејќи веќе има архива да започнат да работат, да се направи архива во сите останати спортови, бидејќи ги има многу. А имаме и успеси, што е важно, а тоа го покажува и статистиката. Да, секако, нели се вели дека спортот е најдобар амбасадор на државите, така да... Благодарам за гостувањето во Македонија наутро. Уште еднаш благодарам за поканата.